Болеста кај говедата чвореста кожа се појави и во Струмичкиот микрорегион. Иако Струмичко не е голем сточарски регион, оние сточари кои имаат и по 10 грла веќе се во паника. Последните неколку дена се регистрирани околу 7 грла и веќе се уништени, а сепак представуваат голем губиток за сточарите. Денес посетив медно од селата каде веќе се погубени неколку грла, а сточарите кои засега немаат болни говеда, велат дека и не се доволно информирани од матичниот ветеринар. Говедата ги напасуваат заедно со сите од селото, па велат дали е опасност или не, се уште не знаеле. Имаат, како што велат и самите, многу неодговорени прашања. Не ви кажуваат никако како да ги заштитите? У мен не си дали, а од тај што има заболено ди му вршија дезинфекција. Абе, таа е опасна болест, га знам, кожна болест, где има на слики објавено там на продавница, где потешкоти и сноса, това не ми е познато. Матичниот доктор не треба да дојде да и посетува тие крави. Абе, кажа, ќе има вакцина, кога ќе е таа вакцина, не се знае ошто. Постарите сточари во Иловица велат дека оваа болест не е новина кај говедата. Дедо Иле од Иловица вели дека во минатото имало чворестата кожа, но говедата сами умирале. Не може, секој не права. Секој не права за секој крава. До крвте ле дошој, едни прават, едни не прават. Не, никош не е опасно. Јас од кога знам, значи, секој говеда има. Горско, а тие немат. Тие стално ние на паша ги поштуваме, стално се, јас од кога знам, значи, од дете, стално се во гората говеата. Само гор права има на треба, бозалък се вика. Од неа ga права, и од неа прават, и кржа прават од неа, се од неа прават. Во Струмичко, покрај Иловица има регистрирано случаи на чвораста кожа и во Висока Мала, Моноспитово, Штука и Градско Балдовци. Сточниот пазар во Струмица веќе една недела е затворен, а издадена е наредба и за затварање на одгледувалиштата со цел спречување на понатамошно ширење на болеста. По наредбата на Агенцијата за храна и ветеринарство, ветеринарните служби се на терен и ги испитуваат говедата во сите одгледувалишта. Надлежните велат дека причина за ширење на болеста се инсектите, кои се нејзини вектори, поради тоа апелираат сточарите да вршат постојана дезинфекција на самите животни, како и на местата во кои стоката престојува.